Големата победа на ВМРО ДПМН во Делчево ќе биде најавена на големиот митинг кој ќе се одржи на 11 октомври во Делчево, истакна кандидатот за градоначалник на Делчево од оваа партија Иван Соколов. Во оваа кампања ги прошетав скоро сите населени места, разговарав со многу луѓе и во тие разговори мнозина од нив ги спомнаа потребите нивни, ги спомнаа нашите проекти, но мнозина исто така од нив спомнаа за многу работи кои што не сме ги предвиделе. Па од тука јас ќе се обидам на големиот митинг на 11 во 20:30 часот на 11 октомври да ги изнесам и оние проекти за кои што сега меѓувремено ги спомна, односно граѓаните ги побараа да бидат спомнати. Затоа ве повикувам сите заеднички да излеземе на големиот митинг на 11 октомври во 20:30 часот, да излеземе и да ги слушнете моите проекти, мојата визија за Делчево. Никој повеќе нема да ја злоупотребува маката и потта на земјоделците. Субвенциите нема да се делат селективно, а ќе одат во рацете на вистинските земјоделци, порача Горан Трајковски, кандидат за градоначалник на Делчево од СДСМ. Секојдневно јас и моите тимови сме на терен. Ги слушаме вашите маки и проблеми. Манипулацијата со исплаќањето на субвенциите, неисплатените или исплатени селективно, исплаќани на луѓе кои не знаат што е земјоделие, но се во врвот на ДПМН. За кратко време, колку што СДСМ е на власт, работите се сменија на подобро. Сакам да ви информирам дека според податоците на платежната агенција, откако е СДСМ на власт, во државата се исплатени 70 милиони евра за субвенции за земјоделците. Во нашата општина се исплатени 60 милиони денари на земјоделците за субвенции. Владата на СДСМ доделува еднократна финансиска помош од 10.000 евра за апликантите за мерката 112.